Со субвенционирање на дел од горивото за линиски автобуски превоз до најоддалечените населени места, општина Прилеп ќе го решава проблемот на голем број жители од околните населени места кои досега немаа регулиран превоз до и од градот и плаќаа огромни сметки за такси превоз. Со одлука на Советот на општината на последната одржана седница, овој вид превоз, а кој беше укинат во 2019 година, се враќа, согласно потребите на засегнатите граѓани кои многу често реагираат дека се чувствуваат како граѓани од втор ред заради нивната одсеченост од градот. Во одлуката стои дека општина Прилеп ќе ги субвенционира превозниците со 15 литри гориво на поминати 100 километри на изминати и се утврдени предлог цени кои што би требало да ги имаат превозниците кои би се обраќале на овие линии. Понатаму ќе се донесе и правилник како ќе се направи јавниот повик и кои ќе бидат критериумите за превозниците на патници да можат да учествуваат на овој јавен повик и да ги користат субвенциите кои што ги дава локалната самоуправа, односно општина Прилеп. Според Продановски, станува збор за неколку населени места кои ќе имаат редовен линиски превоз, а кои сега мачат како да стигнат до и од градот. Освен најоддалеченото Мариовско село Витолиште, со овој превоз ќе бидат опфатени и селата Чепигово, Подмол, Мажучиште и Радобил. Овие линии би се сообраќале до најоддалечените населени места во нашата општина. Тоа е прво и најзначајно Прилеп Витолиште, каде што досега граѓаните плаќаја преголеми цени за превоз со такси услуги користење или со некој друг вид на превоз и со тоа обезбедуваме една редовна комуникација на тоа едно од најоддалечените населени места, повеќе од 50 на километри од центарот на градот. Од општина Прилеп очекуваат дека ќе има сериозна конкуренција на превозници кои ќе бидат заинтересирани за да го обавуваат овој превоз. Инаку, Прилеп за прв пат доби градски сообраќај во 2014 година, кога беа набавени 6 автобуси кои сообраќаа на 3 линии. Во 2019 година пак, тогашното градско раководство, возниот парк на градскиот сообраќај го збогати со 4 еколошки автобуси на метан. Но нивната набавка беше проследена и со известни скандали, најмногу заради нивната превисока цена на чинење од над 60 милиони денари.